الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونسأل الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: بين الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Најпрвен да му изразиме благодарност на возвишениот Аллах Джелешануху, створителот на се што постои на дуњалук и ахирет. Секогаш благодарноста му припаѓа нему, па и во овој момент што ни овозможи да го дочекаме месец Мубарек Рамазан и Шериф, да ги искористиме благодетите во месец Рамазан, и нека салават и селам биде на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем, неговата ценета фамилија, асхабите и сите оние кои го следат се до судниот ден. Allah Đelešanuhu во Kur'anот вели: Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. О вие кои верувате, о верници, пропишан ви е постот како што им беше пропишан на оние пред вас, за да бидете богобојазливи. Еден од најважните и највредни ибадети кои ги пропиша Аллах Джелешануху е постењето во месец Рамазан, кој истовремено спаѓа и меѓу 5 исламски шартови и темели. Па затоа Мухамед алейхиссалату васелам вели: буйин ел исламу ала 5: шахадата ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадур расулуллах ва акиму ссалах ва ату закah ва сауму рамадан ва хиджул бейт мен истатаа илейхи сабила. Исламот е заснован на 5 темели. Тој е се шахадетот, намазот, постот во месец Рамазан, закјатот и хаджот. Семоќниот Аллах Джелешануху одредил некои времиња да бидат повредни од други, така денот на џума, петок, го направил највреден ден во неделата, а месец Рамазан највреден месец во годината. Месец Рамазан е месец кој се одликува со многу специфики и особености кои самите по себе ја покажуваат неговата вредност. Пред да ги споменеме неговите вредности, да споменеме еден хадис кој не условува со зборот ако, што од друга страна значи, ако ние ја запознаеме вредноста на овој месец, тогаш ние целосно би се мобилизирале и активирале во искористување на плодовите и добротата кои ни ги пружа месец Рамазан. Аллаховиот пегамбер Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем вели: ако мојот уммет знаеше што содржи, што носи Рамазан, ќе посакаше цела година да биде Рамазан. Еве некои карактеристики на месец Рамазан со цел што подлабоко и посвесно да ги сватиме, да ја сватиме рамазанската порака. Тој е најдобар месец поради фактот што во него започна да се објавува Кур'ан Азимушан. Аллах Джелешану вели: Бисмиллахиррахманиррахим шехру рамадан аллази унзила фихи л-Кур'ан худан лин-наси ва баййинатин минал худа вал фуркан. Садакаллахул азим. Во месец Рамазан започна Кур'анот да се објавува како патоказ на луѓето и јасен доказ на правиот пат и да ја разделува вистината од невистината. Месец Рамазан е месец на ослободување од џехенемскиот огон. Аллаховиот пегамбер Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем рекол: месец Рамазан се дели на 3 дела. Првиот
дел е рахметот, милоста. Вториот дел е магфиретот, опроста. И третиот дел е иткум минан-нар, ослободување од џехенемскиот огон. Нафилето во месец Рамазан се смета како фарз, а еден фарз во месец Рамазан се смета како 70 фарзови во другите месеци. Кога ќе настапи првата ноќ од месец Рамазан, се отвораат џеннетските капи, а се затвораат џехенемските капи и шејтаните во окови се врзуваат. Во него се наоѓа величенствената ноќ, ноќта на Кадар, која е повредна од 1000 месеци, во кои, месеци во кои нема Лейлетул Кадар. На уммето на Мухамед салаллаху таала алейхи ва саллем во овој месец му се дадени неколку добра кои не му се дадени на друг уммет. Аллаховиот пејгамбер Мухамед салаллаху таала алейхи ва саллем вели: на мојот уммет во овој месец му се дадени 5 работи кои не му се дадени на ниту еден пејгамбер пред мене. Прво, кога ќе настапи првата ноќ од Рамазан, Аллах џелешануху погледнува во нив, а во кого Аллах ќе погледне, нема никогаш да го казни. Второто е здивот на нивните усти кога постат е попријатен кај Аллах џелешануху од мирисот на миск. Трето, мелеките се молат и бараат опрос за нив во секоја вечер. Четврто, Аллах џелешануху му наредува на џеннетот и му вели: припреми се и украси се за моите робови кои наскоро ќе се одморат од уморот на дуњалук во мојата куќа и заштита. Пето, кога ќе биде последната ноќ од него, тоест од Рамазан, Аллах џелешануху им опростува на сите. Покрај тоа, постот се одликува, за разлика од другите исламски шартови или темели, со уште една значајна особина, а тоа е што само постот му од ибадетите единствено му припаѓа на Аллах џелешануху. Мухамед алейхиссалату васелам рекол: секој дело на човекот му се удвојува. За едно добро дело 10, па дури и до 700 и повеќе, колку што сака Аллах џелешануху. Возвишениот Аллах џелешану вели: освен постот, тој ми припаѓа мене и јас за него наградувам. Ако се запрашаме зошто токму постот му припаѓа на Аллах џелешануху за разлика од другите ибадети, одговорот е затоа што само во постот не може да се има лицемерност, бидејќи тој е невидлив ибадет за човековото око и поврзан со внатрешноста на човек, на верникот, така што човекот не може да се преправа во него како што може во случај со намазот или хаджот или другите ибадети. Овој месец Аллаховиот пејгамбер салаллаху таала алейхи ва саллем го нарекува месец на стрпливоста, на сабурот. Рамазан е месец на сабур, а наградата за сабур е џеннет, вика Мухамед алейхиссалам. Во друго предание се вели: месец Рамазан е месец во кој се зголемува рискот, кој во него нахрани еден постач, тоа ќе му биде опрост за неговите греови и ослободување од џехенемскиот огон. Постот представува бедем со кого верникот се заштитува од џехенемскиот огон, како што рекол Аллаховиот пејгамбер Мухамед алейхиссалату васелам: постот е штит, ваш штит од џехенемскиот огон, исто како што панцирот ве штити во војна. Постот е причина за влез во џеннет преку посебна врата која се нарекува Рејан. Аллаховиот пејгамбер Мухамед алейхиссалату васелам рекол: на вистина во џеннет постои врата која се нарекува Рејан
низ која ќе влезат само постачите на судниот ден и никој друг нема да влезе освен нив. Затоа, постот исто така е причина за шефаат, за земање на судниот ден. Мухамед алейхиссалату веселам вели, постот и Куранот ќе бидат два шефатчи, посредници за човекот на судниот ден. Постот ќе рече: о Господару, јас го спречив од јадење и пиење во текот на денот, па дозволи да му посредувам за него. Затоа, постот е една од причините за услишување на довата, што се наведува во хадисот, каде што Мухамед алейхиссалату веселам вели, навистина за постачот во време на ифтар довата не се одбива. Во друга прилика рекол, молчењето на постачот се смета како славење на Аллах Джелешануху, неговото спиење како ибадет, неговата желба или молба упатена на Аллах Джелешануху се прима и неговите дела се удвојуваат. Затоа треба да имаме во предвид вистинскиот пост не е само воздржување од јадење, пиење и друго. Туку вистинскиот пост значи воздржување од секоја забрана или дело кое предизвикува Аллахов гнев. Затоа потребна е целосна самоконтрола на сите органи на човекот, да не се биде од оние кои залудно постеле и немале од својот пост ништо друго освен глад и жед, како што тоа го потенцирал Аллаховиот пејгамбер Мухамед алейхиссалату веселам, каде вели, тајната лежи во тоа што близината на Аллах Джелешану се постигнува само со правење на добри дел. Не треба да заборавиме и да нагласиме дека некои мудрости и аспекти од постот, солидарноста кон сиромашните, бидејќи постачот кога чувствува глад на своја кожа се подсетува на оние кои долго време се без јадење и пиење, и кај кого се раѓа чувство на делење и добродетелство кон социјално загрозените. Затоа се пренесува дека Аллаховиот пејгамбер Мухамед алейхиссалату веселам најповеќе бил дарежлив во месец Рамазан. Исто така се пренесува дека Јусуф алейхиссалам бил запрашан: зошто седиш гладен? А ти си ги поседуваш сите ризници на земјава. Одговорил: се плашам да не се прејадам и со тоа да ги заборавам сиромашните. Еднаквост меѓу сиромашните и богатите. Всушност постот ги поседува и ги постигнува сите категории на ист степен од чувства, мисли и емоции. И на крај ќе го замолиме возвишениот Аллах Джелешануху да ги прими нашите ибадети, кои ги правиме само исклучиво во Негово име, да ни опрости нашите греови, да ни ги покрие нашите мани, да не упати во правење на добри дела, од кои ќе биде задоволен Аллах Джелешануху, од нашите дела и да не сачува од лошите дела, кои се причина за болна казна на идниот свет, ахирет. Асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.